Брзо викај полиција, звони на дејгаджа, миле джандар ке дојде да те... Прво да се разбереме две ствари на почеток. Значи, земјата не е рамна плоча. Мислам, кој верува оваа работа ме следи, пубаво дека не ме следи, да не ме следи, оти нема никош да се разбере. И никош нема ни да ме разбере, ниту ја него. Значи, земјата не е рамна плоча. Значи, кој ќе дојдеш до крајот на земјата, не пајаш од неа, па после тоа да те најдат на Венера паднат. Доле. Тоа е една работа. И втора работа. Кога гледам се поише се јавуваат зборат против Дарвин, она, тоа оној што извади теоријата на еволуцијата. Ја имам негде неговата книга, тука не можам сега да ја барам. Потеклото на видовите, неговата круцијална, најважна книга. Ај следен пут кој ќе најдам, ќе ви прочитам делот. Значи, втора работа. Дарвин, овие што викаат демекете Дарвин, ја не верувам, у мајмун дека потекнуеме, Дарвин будаловано, да ви кажам нешто. Значи, јас сме учеле разни видови на биологија ние усредно, од систематика на растенија, од систематика на животни, од биологија, од биохемија, од појма немам што, генетика, такви предмети сум имал. Поздрав до генерациите у Карев биотехнологија. Значи, ние сме морале да ја читаме книгата Богатството на видовите. Значи, таа книга Дарвин никаде не вели дека човекот потекнува од мајмун. Никаде не постои таква работа. Она што го вели е дека приматите, овој мајмуните и луѓето, Homo sapiens, дека потекнуваат од некој заеднички предок, што науката не утврдила кој е тој. Значи, не досегнала до тамо, како што не може да досегне точно да ви каже што се дешавало за време на големиот праскот или Big Bang теоријата. Значи, немал никој жив. Кој вие сега пример што тврдат за други животи, овој реинкарнации, живот после смртта, кој се вратил да ви каже? Но не е битно тоа се верување. Или веруваш дали не веруваш. Така да Дарвин никаде не кажал дека човекот потекнува од мајмун, туку дека луѓето и мајмуните потекнуваат од некој заеднички предок. Кој е тој? Науката не утврдила се уште толку за таа работа. За да знаеме, мислам, до кај сме. За некои ствари. Не видно. Сега на главното. Гледаш што се случува. Слушаш. Типчево, овие што протестираат и вика, па ја 32 години возам без возачка дозвола. И ти вака гледаш. И си процесираш. И си викаш како е можно некој 30 години да вози без возачка дозвола. 30 години, не се тоа 3 месеци. 3 години се многу, а не 30 години. И сите тие таму никогаш во живот немале, не стекнале возачка дозвола. Пошто веројатно се неписмени повеќето итн. Тамо треба тестови да се полагаат. И тоа фасцинантно што све во оваа држава се дозволувало. И сега, наместо одредени политички фактори да застанат у одбрана на законот, но она што е легалистички, рецимо, нели, Европска Унија, тие најмногу ја лапрдаат од опозиција за Европски Унија сега за такви работи, за правни држави. И место да застанат на страната на власта која сака да воведе ред и да се знае кој на кого му е онади мајката и зашто, они ги потпалуваат овие што протестираат. Замислете, не е тоа ништо чудно што ги потпалуваат. Овие што се сега опозиција се докажани пиромани. Секогаш користат ситуација да потпалат кога се опозиција, кога е рецимо ВМРО на власт, за да подкопаат власта. Дали тоа бил пожар у дискотека, дали бил не знам што, некоја несреќа друга, дали била некоја ваква работа, некој сака да... И сега они, ајде да ми кажуете дека за тие протести не стојат и политички партии. Оти тоа е веќе видено сценарио. Секогаш што е дел од популацијата, кога треба да се направи нешто, со кое што повеќето не се согласуваат, они ги буткаат во први редови, тоест ги потпалуваат да протестираат. Или, например, рецимо да променат име на еден народ на кој што не му припаѓаат. Али ќе се излезат ко попчиња на референдум и ќе си гласат сите за промена на име. Во моје име. И ностоп така ги користат. Токму ја користат нивото на нивното образование и на сео на сиромаштијата и се она што значи. И совршено оваа држава не треба да ја интересира
дали некој има да однесе леп дома или нема да однесе леп дома ако прави нешто незаконски. Истиот тој утре може да излезе на телевизија и да каже: ја барам да ме ослободите што ме фативте со 3 кила кокаин у мене затоа што ја морам над моите деца да им однесам леп дома. Правиш незаконски нешто, ќе го јадеш. И да ви кажам една работа. На тој дел од популацијата. Не влагајте у режи на сегашните опозицијски партии. Ке јадете стапот. Тие муабети за напад на полицајци, за убиства на полицајци, ке си ги заебете животите до крај, тек тогаш нема кој леп да им однесе на вашите деца. А вака пак ќе можете да им носите. Нема да можете да возите кола, ама ќе можете да работите нешто друго и пак ќе им носите леп дома. Ама ако не дај Боже, некој ве потпали и утре нападнете полицајци и некој не дај Боже од полицајци ве загине, како последица на тој ваш напад, ќе го јадете стапот, да не кажам нешто побезобразно. Гадно ќе го јадете стапот. Више од затвор нема да излезете. Па после удирете главата кој ќе ги рани вашите дома. Тоа е најдолното нешто што го прави у моментов опозицијата. Ти да потпалуваш некого на протести кои што се тотално неоправдани, затоа што протестираат во име на тоа законот да не се почитува. Или што е пострашно, законот да биде дискриминаторски. На нив да им се прогледува низ прсти што немаат возачки дозволи, а нас, и ако имаш возачка дозвола, ако случајно ја забореш дома или појма неа, у другите панталони, појма неа, и ако те фати полиција, тебе ќе те казне затоа што у моментот немаш возачка дозвола. Кај го има ова, бе? Очекуваат поддршка. Од кого, бе? Можете само од нив да добиете поддршка. Овие џукели, бе, од опозиција, од никој друг. И тие се прават тошо, на тошо. Зборат за Европска Унија, кога јаги нешто ќе се враќале на власт, се, како се вика тоа, се реформирале се ова со. Потикнуе протести. Во име на нешто противзаконско. Fucking unbelievable. Така да на место изјавата на премиерот која кажа дека секој обид да се направи неред, нарушување на јавниот ред и мир, било каква дестабилизација, напад кон службени лица, дека ќе биде жестоко одговорено. Тоа е единствениот логичен одговор. Не може бе тука цело време да бидеме у заложништво на некои групи на луѓе кои што само ради некој етнички презнак бараат нешто, само нив да им се прогледа низ прсти. Само нив ова. Дури да е незаконски, ама да им се прогледа низ прсти. Како бе така 30 години неам возачка дозвола, ама боле возам од многу што имаат возачка дозвола. Муабетов рамна земја. Или земјата е рамна плоча. Исто. Тоа знаеш што е? Пример, ти утре да се збрсаш пошто немаш возачка дозвола, со колата у некој, појма немам, ступ, сообраќајен знак и т.н. Пошто веројатно ни сообраќајните знаци не ги познаваат. 100%, пошто не полагале за возачка. И да си повреден, и да треба да те оперираат, и ја да дојам во операционна сала и да му кажам на тој лекарот што требаше учел да биде доктор хирург, да те оперира, да му речам не тргни се. Ја неам овакво диплома за хирург, неам ни дозвола за да работам како хирург, не сум ни вработен овде у болницава како хирург, али ај тргни се ја да го оперирам овој, пошто боле знам од тебе да оперирам. Ги прашувам вака оние што даваат вакви изјави, дали у тој случај би прифатиле ја да ве оперирам? Еве, немам дозвола, немам диплома по право за хирург. Не ни работам у болницата кај што ве донеле во операционата сала за операција. И ја да речам на тоа, иди си, ја ќе го оперирам. Ама 4 ти нема, не иди, бе, боле од тебе оперирам. Страутно. И затоа опозицијата што побрзо нека си ги собере овие што протестираат, нека им објасни некои работи и нека ги прати по дома. Од оние циркуси се срамота за гледање. Срамота. Никој да го гледам ја 3 дена на телевизија, како пишти, вришти, како бара законот да не се почитува и како бара него да му биде прогледано низ прсти, затоа што имал фамилија за чување. Ние другиве немаме фамилии за чување. Некој оди, учи тестови, учи прва помош, учи не знам, полигон, учи градска, учи све, плаќа енормно многу пари
за да земе возачка и па тогаш не си научил да возиш. Да се разбереме. Ти треба рутина, ти треба искуство, ти треба возење. И некој што се вика со 15 години седнал во ауто и вози по улици во Скопје. Или со 17, или со... Све тоа да се исклучи од сообраќај. Ни А, ни Б. А овие потпалувачиве многу добро знаат за што зборам. Што ги потпалуваат оваа група на луѓе, нон-стоп ги користат како маша. Кога не се на власт они, као маша ги користат да се направат, појма немам. Било какви поводи да се искористат за немири, за такви работи. И утре ќе ти зборат за правна држава, за закони. Ете што рече еден. Можеш да возиш и без дозвола. Тоест не можеш више да возиш. Мислев, он вика, можат без дозвола да возат еден Луна парк и да ги возат оние количкина. Тоа може без возачка дозвола. Само ми текна се немаме ни Луна парк. Толкав град да нема Луна парк. Еве уште една сугестија, Луна паркот подитно да биде, да се најде кој е проблемот тама и да биде направен за деца. Срамота. Луна парк со години нема. Со години. Метропола ќе кажеш. Како и да е, ја да сум медиум, ја повеќе не би им дал простор на тие што протестираат. Сите тие што се закануваат на полицајци, да си бидат викнати у станица, да бидат распрашани, кој им ја посел таа идеја у глава, дали некој им ја посел, кој тоа ги собрал, кој им кажал да палат, да се закануваат и ред други работи. Мој па преку мој. Или ќе направиме држава у кој што законите ќе важат за сите, или најубаво да ставиме клjuč на врата и да го исклучиме светлото и да спуштиме ролетни. И нек си еве мајката све. Оти денес се овие, утре ќе бидат некои други, заутре некои други. И све некој е незадоволен и све некој своето незадоволство го правда со некој етнички предзнак. Ова е насочено против нашиот етнос. Ова друго е против нашиот етнос. Ова Safe City е против нашиот етнос. Ова е против нашиот етнос. Значи све 35 години ни тријат на нос од тие етносите. И ние мора да се прилагодуваме на етносите. На етносите. До курца. До курца. Како важи за мене закон, ке важи и за тебе. Исто. И нема што тука многу да се паламуди. И со ова Safe City. Ако мене некој ме наблюдува на партизанска како возам, и кај под застанувам, и дали имам појас, и дали правам муабет на телефон, сакам истото тоа да биде почитувано и на Дижонска, и тамо Чаер, и Скопје Север, и појма немам каде на други места, и Сарај, и Марај, и Кондова, и сегде. Сегде. Едни нон-стоп ке го јадат, на сметка на други да си го прчат курот и да си возат кола 30 години без возачка дозвола. А ти кидеш тамо ке плаќаш регистрации, возачки, курсе, тресе, секоја година ке осигуруеш, ке правиш. Па тој утре бе без возачка, со нерегистрирано возило, ке те опне од позади, ке ти ебе мајката. Никој ништо не му може. Пошто нема возачка, нема лична карта, нерегистрирано возило, нема приходи, нема сметки, шо? Сол ке ти ја направи колата, шо? Ке го однесат у станица, ке му мавнат 2 шамари, 2 клоци и ке го пушат, шо ке му прават? Куче нема кај да го каза. Такви ту собраќај. Не дај Боже, ако туди ке те направи колата, е сол, јеби ga, материјално ке те оштети, ке добиеш роквици стругани за тоа што ти ја уништил колата, не дај Боже, ќе утепа некого. Ќе утепа некого. Таа будала која што се фали дека 30 години возела кола без возачка дозвола. А некој филјан човек тама му останала од другите панталони возачката, го оставила полиција, му лупнале казна. 300 евра, појма нема. А има возачка, само не има у моментот кај него, дома му, од другите панталони. Апсолутно. Тотално неодржливо. Нашата полиција власт има право да делува максимално според своите ингеренции. Максимално. Без пардон. Толку е муабет.
И уште нешто за крај. Дечки, сум ви го кажал ова. Све ова супер што правиме муавет. Сакате да воведете ред. И ќе воведете ред. И тоа е супер. Еве, тука сме да поддржиме. Кој е нешто супер е супер. Кој нешто треба да се исплука, како што се случаи со протестиве, треба да се исплука. И да се даде поддршка на тие кои што сакаат да воведат ред, а не безредие. И неказнивост и така натаму. Втора работа. Сум го кажал, ова еднаш сепак ќе го кажам. Со секое почитување да се воведе ред, да важат законите за секој, правна држава, мр. Не заборавајте, ние не сме дел од Европската Унија. Ние не сме дел, поради тоа и не сме дел од нивните легислативи, закони, правила, вредности, одредени и така натаму. Што сакам да кажам? Свари, тие се општи човечки вредности. Но, не сме должни да почитуваме се што доаѓа од горе. Затоа што ние не сме дел од нив. Ние мора да си формираме точно своја собствено гледиште за тоа како да си го уредиме дворот. Што сакам да кажам? Значи, одредени закони, ако се воведуваат, да се остане малце простор до плафонот, колку да влага воздух, народот да може да продише, да може да му се даде одредена, појма неам, одредена фора за некои работи, да не биде се така строго како што бараат некои европски прописи, чии ние днес сме дел. Оти народов е тука, како да кажам, притеснет од зид со многу други ствари. Најмногу со тоа што нас некој ни го кочи правото максимално да ги искористиме сите придобивки на како европски народ, како автохтон европски народ. Ако сакате и како древен европски народ. Ние не сме должни слепо да идеме по правилата на Европската Унија. Мора да си создадеме свој правил од проста причина што сами мора да си го редиме дворот. И сами знаеме да си го редиме дворот. Не ни треба нас тутор на глава. И ако видиме дека одредени правила, прописи, закони премногу го стегаат овој народ, ќе ги олабава малце, ќе пуштам тука фора, ќе пуштам тука 2 сантима да влага воздух, да се луфтира. Не треба ко слипи за стап да се држиме. Не ни заслужили они да им се држиме толку ко слипи за стап. И добро е да не паѓаме на провокации. Гледате, секојаш кога треба нешто да се реши круцијално удржавана штета на македонскиот народ. Дали бил тоа Охридски договор 2001, дали бил закон за територијална, како беше тоа, поделба општинска од 2004 година, дали е за ова, дали е за референдум за име, дали. Кога гледаат има одреден инат кај народот, она што се вика пркос, кога народот свесно и со право не ќе да проголта одредена жава, во тој момент ви праќате еврокомесари, тоест евроемисари. Тоа се обично типчиња или типки шармантни, фино изгледа, кој последниот рокас, како се викаше, и ти седнуе на телевизија и ти каже, дечки, ние сега, готово, само отворете устав, примете ги бугарите, ние готово, више се договоривме, влагате у Европска Унија одма, одма, изгајле да немате, само отворете го уставот. И ова секојаш го правеле. И сега се поише такви ќе пуштаат. Ќе ги пуштаат по телевизија да се демек да се презентира убавото лице на Европската Унија, обично се тоа шармантни мажи или жени кои што се шармантни, приемчиви за јавноста, кои што кога слушаш така збори, така, значи тоа се увежба, тоа се обучени луѓе. И ти се обичен смртни го гледа и вика и стварно па може овие, па стварно може овие имаат више готово договорен консензус да не пуштат само бугариве да ги примиме уставот. Па види како убаво збори, како убаво убедуваат, сладкоречиво. Турете му курот на таквите, извинете на изразов академски мој, турете му пепел е побоа да се израза. На таквите ликови, таквите сподоби, таквите функционери кои што Европската Унија ги праќа овдека да не убедим нешто. Што е исклучително на наша штета. Го гледате, ја видовте таа џукелата вчера. На гробот на Гоце Делчев, знаете на која џукела мислам. Ја видовте што изјави? Мртов ладен. Бугарски син бил. И се чуди како тоа у Северна Македонија имало пизма кон заедничката историја и кон бугарите, чиј дел син бил и овој Гоце Делчев. Георги Делчев, поправо. Дечки, fucking unbelievable. Тој се вика од председателката на Македонија. Како и да ти работи. Или од Министерството за надворешни, кој е таму.
Не знам процедурата точно каква е. И му се вика, дечко, ти ги одземаме тоа кредитивите, те чека овде како имаш право за 2 сата треба да напуштиш македонската, треба да напуштиш оваа држава. Од сега имаш 2 сата да напуштиш државата. Unbelievable, официјален представник. Ти го кажи ово у твој собствен роден, у твој дом. Не само у твој дом, пред гробот на Гоце Делчев ти го кажи ово. И тој треба слободно да си отиде. У представништво. Не смееме више да дозволуваме вакви работи. Не знам дали се разбираме, до кај се разбираме. Бе, не смееме. Требаше тоа да заврши со оној Петков, како се викаше премиершен беше, кога претаче тука кажа дека не постои такова малцинство во Бугарија, мислејќи на македонско, кога го праша новинарката. Постојат ли македонци? И 2 секунди после тоа таче го гушна, се изгушка адемека, другарчево дојде. Договор за пријателство, дај да се изгушка. Јеве уште еден официјален представник, не било кој, на гробот на Гоце Делчев ти каже дека он е бугари. Ништо не обврзува да бидеме снисходливи кон било кој. Да почитуваме слепо секое правило, секоја сугестија што ни ја поставува Унијата и незините членки. Ви реков зошто? Не сме дел од таа братја. Као до сега имаме аспирации да бидеме, ама не сме реално дел. За кој мој ба јас да им поштуем све она што ќе ми го кажат, да го исполнувам? Да ми биде страф ова, да ми биде страф. Да ми биде страф ова да кажам, затоа што не знам што ќе кажат овие од Брисел, па нема да спомнам ова за... Кој ги ебе, бе? Кој ги ебе? Ама бил, појма немам, бугарски ова, бугарски она. Абе го протеруем од туку наредни 2 сата. Бе. Го протеруем. Па ако сакате да имате ваш представник овдека, дајте друго дете, ама тоа друго дете ќе поштува одредени правила. Тамо кој ќе си го викнат, у Софија што сака нека кажува. Овдека да знае што не смее да каже. Ни најдрогиран да е. Ќе знае дека ова не смее да го каже тука, зашто ќе биде протеран истата секунда. Уште одржуваме некои работи. Јало, зошто бе? Зошто бе го одржуваме у живот, ги подмлачуваме некои работи што не функционираат, не бива едноставно, затоа што се накалемени погрешно, затоа што се вештачки накалемени. Зашто да ги поштуем? Зашто уште постои онаа комисија за историски прашања, бе? Зашто би уште, зашо да правам муабет со нив дека за тоа дали Гоце Делчев е бугар или македонец? Зашто уопште постои таа комисија од наша страна, она нивната може нека си постои. Шо? Страф ни е шо ќе ни каже Унијата ако кажеме ај факов ние искачаме од оваа глупост, од ова идиотско јалово преговарање за историски прашања. А у таа другата комисија 90% шпиуни. Агенти. Ете, тоа е тоа. Мора малце поодважно, похрабро, со погорема самодоверба, некои работи да почнеме да ги менуваме и да ги правиме. Нека се бунат, нека цркаат, нека скокаат, нека пиштат, нека вриштат, брзо ќе им помине. Наш пат. За утре, и вие сега како власт, да можете да отпеете ко Синатра што пееше, го направив тоа на мој начин. Тргнав по мој пат, I did it my way. Го направив на мој начин. И не се кам за ништо. Затоа што сметав дека така треба да биде направено. Не некој што ми сугерирал како треба да направам и како треба да се однесувам, за случајно да не им паднам како да им бидам трн у око, да речат со овој не се прегорсам. Не. На мој начин ќе го направам тоа. Во мој интерес, во интерес на оние кои што ги представувам, толку е муабет.